намалување на каматната стапка по која што државата ги обезбедува средствата, како што ветивме, таа каматна стапка сега е спуштена под 5%. И тоа е историски гледано најниско ниво на каматната стапка на државните записи. Втора причина и втор реформски проект, да речем, што ние го преземавме за да се случи намалувањето на каматните стапки е измените на законот за облигациони односи. Да поедноставам, значи тоа беше една макотрпна работа од страна на Министерот за правда, Министерството за финансии, каде што успеавме и покрај многобројните притисоци и лоби групи од страна на банкарите и слично да издействуваме решенија во законот кои што помагаат да се спуштат каматните стапки и на договорните каматни стапки и на казнените каматни стапки. Министерството за одбрана и владата неодамна во насока на создавање на една силна, мотивирана армија, мотивирани припадници на армијата и дизајнираа проект кој што ќе го реши прашањето на становите, односно стамбеното прашање на припадниците на АРМ преку обезбедување на исклучително поволни станови и услови за купување на тие станови. Од прилика условите ќе бидат значи на рок на отплата од 10 години со 30% учество, останатите 70% ќе може да се отплаќаат на 10 години безкаматно. Каматата ќе ја плати владата, односно државата. Покажавме дека со голема посветеност, голема иницијатива и доследно спроведување на законите до крај можеме да истраеме во борбата против криминалот и корупцијата. Ова стана белег на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и јас можам да ви ветам дека ќе продолжиме со истото темпо и ќе постигнеме уште подобри резултати на овој план. Ова што го зборувам не е резултат само на лични перцепции. Најдобро е кога човек ќе се повика на фактите и ќе се повика на релевантни, посебно кога тие се меѓународни извештаи. Ќе спомнам само 3 од нив. Кога станува збор за борбата против трговија со луѓе, Република Македонија, според најреномираниот извештај на Американскиот State Department, веќе втора година поред се наоѓа во групата на земји кои имаат најдобар капацитет за справување со робството на новото време, трговијата со луѓе. Тука сме од регионот единствени, заедно со Хрватска и повеќе од 10 држави од Европската унија се зад нас. Кога станува збор за борбата против трговија со дрога, еве уште еден добар резултат за Република Македонија и една од областите каде што може да се пофалиме дека сме на самиот врв. Во минатата година Република Македонија е втора во Европа според запленетата количина на дрога. И последната област што ќе ја споменам, а има уште многу да се зборува, е борбата против корупцијата и криминалот. Најеминентното истражување на меѓународната транспарентност според индексот за перцепција на корупцијата зборува дека од 2006-та, кога ја превзедовме одговорноста за раководење со државата, до денес Република Македонија од непопуларното 105-то место постигна значителен прогрес и денес сме на 71-то место. И јас како градоначелник ќе кажам само неколку кратки реченици тоа што владата го направи за Ѓорче Петров начело со претседателот Никола Груевски. Ѓорче Петров не памти ваков подем и развој. Вие сте секако сведоци. Тоа е секако голема заслуга на владата на Република Македонија. Ние со скромни средства како општина не можеше тоа да го постигнеме. Да не беше владата, да не беше и градот Скопје, секако денеска Ѓорче ќе беше помалку изградено, Ѓорче ќе немаше таква инфраструктура. 2 спортски сали, после 50 години Ѓорче како спортска нација, како велесила во Република Македонија и надвор како најголемиот спортски амбасадор, овие 2 спортски сали да доби помалку спорта да го развија. Ѓорче доби 2 спортски игралишта, кои секако ќе значат голем подем за младата генерација, да се отргнат од тие негативни пороци и да се вратат на спортот
и здравиот дух и здравиот, да кажам, спорт кој е битен и значаен за сите наши млади во општината Ѓорче Петрово. Секако сакам да дадам голема благодарност и до министерот за образование, кој даде голема поддршка за елиминирање на сите значајни сегменти и значајни или тесни крла во образованието. Елиминирање на мокрите спорови, сето тоа што беше ремонтирано, таа поддршка се надевам дека ќе остане понатаму. И да не набројувам, сакаме во име ваш, во мое лично, во име на Советот на општината Ѓорче Петров, да се заблагодарам на владата на Република Македонија на чело со господинот Никола Груевски, да се заблагодарам на сите министри и очекувам дека и оваа година и наредните години, заедно со сите министерства, ќе завршиме фекалната канализација во руралниот дел. Ќе доведеме здрава и исправна питка вода за пиење до сите домаќинства во општината Ѓорче Петров. Ќе направиме здрава и исправна, да кажам, инфраструктура, патна инфраструктура, достојна за 21. век и ќе направиме сето тоа што е ветено во програмата на владата, на градот Скопје и мојата програма во претходните избори.